Почитувани, време е да започнеме со црвена линија. Автопатот Кичево-Охрид повторно е во фокусот на јавноста по одобрувањето на 8-миот анекс на договорот со Синохидро. Проектот, започнат во 2014 година, се уште не е завршен, а со новиот анекс и дополнителните 186 милиони евра најавен е и нов рок за завршување на автопатот – мај 2027 година. Дали ова е последното пролонгирање или автопатот ќе го носи епитетот бунар без дно? Тоа е она што ве прашуваме денес во ова издание на Црвена линија. Верувам дека и во ова петочно издание ќе земете исклучително активно учество, секако со директно вклучување на Црвена линија, со вртење на нашиот добро познат број 02 307 005. И напомена, секако можете да бидете активни и на социјалните медиуми. Прво да започнеме со анкетата во која што очекуваме да учествувате секако во голем број. Заследете на Инстаграм, тоа е многу важно. Ви треба профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. А од кога ќе не заследите на Инстаграм, тогаш веднаш кликнете и на Инстаграм стори. Па еве денес што ве прашуваме. Верувате ли на политичарите дека автопатот Кичево-Охрид конечно ќе биде завршен до мај 2027 година? Да, не. Две опции за одговор, така да кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Кога сме кај социјалните медиуми, секако напомена да бидете активни и на Facebook, се разбира Црвена линија на својот профил и профилот на Телма телевизија редовно ги објавува темите за кои што зборуваме со вас. Продолжуваме со прилогот на Огнен Чанчаревиќ. Потребни на античките римјани за во првиот век од нашата ера да го изградат Колосеумот во Рим. А во Македонија, веќе 12-та година се градат 57 километри автопат од Кичево до Охрид. Вчера пратениците во собранието го изгласа 8-миот поред анекс на договорот меѓу владата и кинеската компанија Синохидро, со кој рокот за завршување на автопатот од првичната 2018 година се пролонгира до 31 мај 2027 година, а се обезбедија и дополнителни 186 милиони евра, со што вкупната цена за сега се искачи на 744 милиони евра од почетните 411 милиони евра во 2013 година. Ова значи дека сега за сега 1 километар автопат не чини 13 милиони евра. Камен темелникот за почетокот на изградбата на 57 километри автопат од Кичево до Охрид беше поставен во 2014 година кај селото Извор. Првиот анекс е склучен во мај 2018 година, со кој се продолжува рокот за изградба до јуни 2021 година. Во септември и ноември 2018 година се склучуваат два анекси, со кои се пренаменуваат паричните средства од основниот договор во висина од 206 милиони евра и се вклучуваат дополнителни непредвидени градежни работи, а цената поскапува за 186 милиони евра. Со четвртиот анекс од 2020 година се бришат одредби од првиот анекс на договорот, додека петиот анекс од декември 2021 година го пролонгира рокот за изградба до 31 декември 2023 година. Шестиот анекс на договорот од април 2024 го пролонгира рокот за изградба до 31 декември 2026, а со седмиот анекс се менуваат техничките услови. Автопатот беше дел и од ревизијата на Државниот завод за ревизија и посочен како пример за неуспешна капитална инвестиција. Првите километри по автопатот се извозеа лани во јули, кога беше пуштена делницата од Врбјани до Ботун во должина од 20 километри, како и 17 километри од Климештани до Охрид, кои беа пуштени во септември минатата година, со што од 57 километри на автопатот Кичево-Охрид ставени во употреба се вкупно 37 километри. Почитувани, време е да ве слушнеме во Црвена линија. Секако, за да учествувате кај нас, треба да го завртите телефонскиот број. Напомена и подсетување за оние кои што подоцна се вклучивте. Значи, се што ви треба е 02 307 005. И секако напомена на самиот почеток задолжително да се намали тонот на ТВ
приемникот од проста причина бидејќи неретко се случува да мислите дека не сте вклучени, ве чекаме во програма за вашите одговори, а и имате впечаток кога е пуштен тонот на телевизорот дека некој друг зборува наместо вас. Затоа ве молам за да не ги изгубиме оние драгоцени 90 секунди во кои што треба да споделите со гледачите на Црвена линија кои се вашите мислења и ставови, почитувајте ги техничките правила. Па дали е ова финалната сметка за автопатот Кичево-Охрид? Тоа е на што денес ве прашуваме во Црвена линија. Да видиме дали имаме некој со кој што веќе ќе го започнеме ова издание. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Исто и вам добар ден. Па верувате ли на политичарите дека и автопатот Кичево-Охрид конечно ќе биде завршен до мај 2027? Дозволите да зборувам јас сега. Може да зборувам, така? И ќе ви го вратиме времето. Јас ве замолувам да не бидете така. нервозен и дрзок. Ве молам почнете. Не сум нервозен, воопшто не сум нервозен. Ве чекаме, почнете. Патот ќе се заврши. Ако сакат ќе се заврши патот многу брзо. Но тоа било желба на некому да се направи патот секаде да се асфалтира. Дури сакал некој да асфалтира, како да кажем, на некој врв, каде што нема ни пат, нема ништо и не можеш ни да застанеш. И така, ова сега што го слушам, дали ќе се заврши? Ќе се заврши патот и побрзо ќе се заврши, доколку не се спречат луѓето да работат и да се исплаќат нормално. Ако овие услови ги исполнат, ако им дават на луѓето редовна плата и добра плата, и ако ги хранат, ако немаат храна, и ако нема доволно плата, тие луѓе ќе работат помалку. Значи, кога има задоволство и работиш повеќе, а кога нема задоволство, работиш помалку. А за да некој да го влечува процесот, тоа доаѓа од тие луѓе кои го диригираат тоа да не се гради одмах. Благодарам многу за одговорите. Секако мора да комуницираме со вас и доколку не слушате, а секако ова важи и за гледачите кои што можеби малку подосна ќе се вклучат. Кај нас секако целта е да го повториме прашањето и да дадеме насоки што на што сакаме да слушнеме од вас. Па ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас ќе потсетам секако да бидете активни и на Facebook, на што треба да целите секако профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Објавени се темите, објавена ни е и анкетата, секако еве како изгледаме таму. Верувате ли на политичарите дека автопатот Кичево-Охрид конечно ќе биде завршен до мај 2027 година? Па, добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Видите, овој автопат дори биле 31, ако бидите, завршен ќе биде добри, не 27 април, дека треба уште еден премиер и еден министер да се богатит, бидејќи овде овие министри го чуват овој како залог овој автопат, да се збогатат, иначе тој може да се заврши и за брзо време, само секој анекс договор се пролонгира по 140 милиони евра. И затоа нема иначе тој да беше во другите земји, Кина или Европа, овој автопат до 2 години трябваше да заврши, не 9 години, 10 и 14 години. Ова е само завојување. Ова нема шапи. 1 мај 2021. Како е? Тоа, ако има таква работа, јас не знам, не верувам. Воопшто овие не оставя веќе да доверба да верува човек во овие. Овие само лажат и до кога не знам. Ова е стварно нешто, не знам. Али ова има и на езика, дури има овци, има и волна. Ние сме такви народ и ова не ме бенисуват. Ова е некако... Се може да биде, само автопат нема да биде. И тие што ги направи сакат, ова што направи Дреново
за Росоман, за никаде. 1 километар автопат, 1 километар брзи пат. И само сударите пат, само за никаде. Само да патувате по тој пат да видите катастрофа. Катастрофа. И тие штиптам што е направам, само луѓе гинат. Ни еден пат не е како што треба да направен. Прописано да е направен како што треба. Благодарам многу за одговорите и споделеното со гледачите, особено за оние кои што верувам ќе ви имаме како такви за прв пат ќе се вклучите во оваа денешна црвена линија. Имајте во предвид дека време траењето на едно јавување е 90 секунди, на 90-та секунда автоматски се прекинува линијата, но секогаш сте добре дојдени за надополнување со нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Од Неготин се војна. Поздрав до неготинчани, ве слушаме. Да покани на Свети Трифон, не дојдете. Дали зборувате преку слушалка или интерфон? Да. Телевизорот не ви е намален и навистина многу лошо ве слушаме. Затоа ако може да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот и да не користите интерфон или спикерфон. Дали се слушаме сега? Се слушаме, да. Да, ајде да го вратиме времето, бидејќи сега подобра е конекцијата. Повелете. Ајде, за патот ќе се направи. Ќе се направи патот. Тоа со гаранција. Ние за вето време, тоа ќе речеме. Да не слушате. Да, внимателно, продолжете. Ето, патот ќе се направи, човек чата плана. Само задоволство и напред, наши и ваши. Поздрав! Благодарност за одговорите. Еве, никогаш имаме гледачи кои што се и покуси од предвидените 90 секунди, но како и да е, ние секако сме тука и некаде горе-долу на самиот почеток. Ке подсетиме дека автопатот Кичево-Охрид повторно е во фокусот на јавноста по повеќе од една деценија изградба. Овој стратешки проект се уште не е завршен. Изградбата започна во 2014 година, а денес веќе броиме 12 години работа на терен. Во меѓувреме, ќе подсетиме, беа подпишани и повеќе анекси на договорот со кинеската компанија Синохидро, а последниот 8 анекс, одобрен од Собранието, носи завршување на автопатот мај 2027 година. Па дали ова е финална сметка за автопатот Кичево-Охрид? Како ви се чини? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија. Јас сум професионалец во своја фирма што им вршам транспорт на сите гаражни машини. Така? Значи, транспорт која работеше 2015 јас почнав таму и денеска се уште размештам некои машини што се на терен на извор, кај што е најцвртиот и најјутиот камен со 8 бушилници со динамит што може да го разбија тој рид и цврст камен. Багери не помагаат. Затоа е сето ова, ако шницата главна се знае кој е виновникот, 2017 Зоран Заев кога го стави во двегодишно мирување и дека рече трасата е сменета, е сгрешена, а после 2019 рече во рете само ги убаци тимите на Вице Заев да крадат пари од автопатот под изведувачи на границ. Тоа е математиката. Цела работа зашто беше почнизена и зашто толку се долговлече и зашто сега е толку скап. И на предпоследниот гледач да му одма да му укажам дека викаше автопати, значи тие не се автопати, Росман и Штип Кочени, тие се брзи експрес патишта, кои што сите ако си возат по пропис, значи ќе нема ни жртви, ќе нема ни ништо. Не може некој на полна линија да претицува со 150, брзината му е дозволено 110 со знак. Можете да проверите вие сами на терен. Штип Кочени и за Росоман премем увек од Росоман до према Клепа. Значи сите ако води... Големо благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Секако ве подсетувам и охрабрувам повторно да се вклучите ако сакате да се надополните и доискажете, бидејќи кај нас е утврдено временското правило 90 секунди за едно вклучување и оттука линијата автоматски се исклучува. Благодарно за гледачот.
Ви подсетувам, имаме и активна анкета во моментот, така да на Инстаграм, и ако можеби од сега почнавте да ја следите Црвена линија, очекуваме и таму да дадете удел на анкетното прашање, односно верувате ли на политичарите дека автопатот Кичево Охрид конечно ќе биде завршен до мај 2027 година. Да, не две опции за одговор, кликате на одговорот кој што е ваш, ќе пресметаме во проценти и ќе ги објавиме резултатите конкретно ова издание. Продолжуваме во живо. Добар ден. Имаме најверојатно исклучување. Еве и уште една напомена, ако имаме некој кој што за прв пат ќе зборувате во Црвена линија, а верувам ќе бидете заинтригирани да се вклучите, јас ве замолувам, многу е важно да биде намален целосно тонот на ТВ приемникот. Од тука ќе имате увид дека не сте вклучени, не сте во живо, дека некој друг зборува и неретко се случува и да се исклучите. Ние секако сакаме да ги слушнаме вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Еве, дали ова финална според вас сметка за автопатот Кичево Охрид? Не е финално затоа што јас се јавувам извор. Добро. И додека беше транснет, имав судски спор 6000 квадрати ми зема од местото кој што е сега автопатот и сега и седушки на клизиште, спорот го добив, меѓутоа ништо не оствари, не добив. Сега истите грани се случуваат и мислам дека треба нешто да преземе господинот Трајановски, денеска беше во грани на разговор, ништо од тоа немам. Еве, 4 години се тужам за уште еден спор со грани и истото е. Дали ме разбирате? Да. Па тоа е сега спорот и сега во Душегубица конкретно и патот за кајна за Душегубица е катастрофа. Ни Рушија, немаме ни кај да поминиме, искршивме и картери, искршивме и коли и све. Прашањето е до кога вака ќе видите што мислат господата од Грани и кинезите, Синохидро и сите тие што се на власт сега. Како што обаќат господинот Николовски дека све ќе ви изгорет, ништо не изгорет. Благодарам за учеството во Црвена линија. Верувам дека ќе останете до крај да ги слушнете и останатите гледачи кои што секако ќе зборуваат денес во Црвена линија. А ние денес ве прашуваме дали ова е финална сметка за автопатот Кичево Охрид. Ќе подсетиме дека вчера пратениците го изгласаа осмиот поред анекс на договорот меѓу владата и кинеската Синохидро, со кој рокот за изградба од првичната 2018 година се пролонгира до 31 мај 2027 година, а се обезбедија дополнителни 186 милиони евра, со што вкупната цена засега се искачи на 744 милиони евра од почетните 411 милиони евра во 2013 година. Ова значи дека сега засега 1 километар автопат чини 13 милиони евра. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Дали добро се слушаме? Да. Да, повелете, ве слушаме ние сега веќе многу пати. Сега да кажем нешто за овој што беше Петровој. Да запите кој е на вас сега. Кој ја владее ова златна земја? Значи, ова земја владее ВМРО ДПМНЕ. И тука они командат. И тука е ова голема плячка. Најголема плячка во мојата земја и вашата земја, драга водителке. Тоа нема да заврши многу брзо. Тоа е се по рачуното сите да земат по 5 милиона, 10, 20 и така натаму. Бидејќи ова земја, прекрасна земја, ја водат бандити, коштапеве, изданици и не луѓе. Не може да биде еден пат 13 милиона евра по километар.
Нели е тоа симптоматично? Дали тоа не е кражба? Дали тоа не е плячка на овој народ? Немаме болници, немаме градинки, немаме буквално ништо во она наша мила Македонија. Тоа ќе биде завршено кога ќе за сите бандити и сите коштапили во ова земја. Кој ја води ова земја сега? Не ја води заед. Не ја води бити заед. Ја води, да не кажем кој, знаете ви многу добро, овој народ околу не сваќа што се случава во ова земја. Продолжуваме со вас и секако одиме со вклучување на нови гледачи. Имаме и коментари на Facebook Црвена линија. Она што очекуваме од вас секако е да слушаме дали ви се чини дека ова е последното пролонгирање или автопатот ќе го носи епитетот бунар без дно. Дали ова финалната сметка за автопатот Кичево Охрид? 02-307-005. Еве, можете да видите како изгледа всушност нашата објава на Facebook, а ние продолжуваме со вклучување на гледачите во живо. Добар ден! Дали се слушаме? Имам една исклучително важна напомена, верувам дека оваа тема и како ќе има огромен интерес. Ве охрабрувам да се вклучите, па дури ако никогаш не сте се јавувале во емисии, ваков вид контактни, но не заборавајте задолжително веднаш да ви биде и намален тонот на ТВ приемникот. Дали ќе имаме успешно конектирање? Добар ден! Дали се слушаме? Еве, не е намален тонот на ТВ приемникот. Еве, сега е намален. Ве молам тоа прво да ви биде. Повелете, ве слушаме. Јас не можам да прочитам темата во моментот. Јас ќе ви ја пренесам, Еве. Дали ви се чини дека ова е финална пресметка за автопатот Кичево Охрид? И дали ќе дочекаме да биде конечно готов? Голем прашалник, да ви кажам. Дали е финална? Кај нас ништо не е финално. Ние, кога со години, 10-15 години, одскокнуваме од договореното, веќе не може да веруваме за ништо финално. Дали е финална хигиената во Скопје? Оттаму ќе заклучиме и ова колку е финално. А дотолку повеќе колку влади се сменија. Значи, кај нас ништо не може да биде финално. Не се сложувам дека ќе биде финално. Многу пари се испра, многу луѓе може да го носат името Артан Груби. А јас него ќе му дадам псевдоним Алтан Убавиот. Арно им прави. Благодарам, пријатно. Благодарам и вам за одговорите и споделеното. Нешто покуси од предвидените 90 секунди. Останатите кои што се вклучивте и сакате да се надополните, секако ве подсетувам, можете повторно да го завртите нашиот број. Ајде одиме малку на Facebook, на профилот на Телма телевизија. Еве ќе ви демонстрирам како изгледаме таму, како изгледа нашата објава за денешната тема за која што дискутираме со вас. Прашањето е: верувате ли на политичарите дека автопатот Кичево Охрид конечно ќе биде завршен до мај 2027 година? Еве што напиша Киро Тодор: од каде знае политичар за патишта? Тие се овде да лажат и крадат за себе, не се способни сами за себе, обичен бизнис да водат. Добро, продолжуваме со вас, да ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Па се сложувам со последниот, со овој Киро Тодор. Навистина се зато политичарите, ништо друго. Ова е трета гарнитура политичари, трета влада, која што го ветува ова истото, која што доби на избори заради истото, заради патот Кичево Охрид, и еве докај. Значи пролонгира повторно, бара пари уште. Сега, вистина има тука една грешка воштеден, например, клизишта и тие работи. Меѓутоа, првата влада зашто не направи добра траса? Што беше работата? Зошто мораше ова траса да биде?
Што беше работата? Не постоеше начин да се избегне ова траса, не се правија испитувања на покрај автопатот, покрај местото кај што ќе върви автопатот и сами автопат. Не се правеа бушотини испитувања да се види што материјал е околу, како ќе биде понатаму кој ќе се направи автопатот. Што правеа тие првите? Како ја одредија трасата? Ете, тука е грешката. Пари ќе лапат сите и тоа ќе биде. Сега, која влада ќе го направи ова влада да има? Благодарам за учеството во Црвена линија. Подсетувам, внимавајте на времето. 90 секунди едно јавување. 31 мај 2027 година е новиот рок до кога треба да се заврши автопатот Кичево-Охрид. Откако ќе подсетиме, во собранието претениците го изгласаа 8-миот анекс на договорот кинеската Синохидро од првичните 411 милиони евра за сега 57 километри ќе чинат најмалку 744 милиони евра или 13 милиони евра за километар автопат. Камен темелникот беше поставен во 2014 година, а за 12 години и 3 влади завршени се 37 километри од купната траса. Па почитувани, денес во Црвена линија ве прашуваме 31 мај 2027 година, дали е тоа финалната пресметка за автопатот Кичево-Охрид. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, ве слушаме. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас секако. Покрај вас такам да ги поздравам сите корисници на провизии на украдени пари од автопатот. Автопатот 300 милиони евра разлика има од предвидените средства по проектот. Тоа се украдени пари. Значи сите тие 300 милиони евра се украдени пари. Автопатот се градеше по проект, колку што знам. Во проектот најверојатно биле предвидени дека терените лоши. Проектот е правен со финансиска конструкција која што добила поместување од 300 милиони евра. Сите тие оштаплери арами што ги украдува парите од типот на провизии со градежните компании и разноразни малверзации други што правеа, сакам да ги прашам дали го слушнале терминот арам, те муслиманите го имат тој термин, и треба да знаат дека еднаш тој арам ќе ги стасат, тие пари ќе ги трошат за лоши работи, затоа што се украдени од македонскиот утепан економски народ. Ние ќе ги плаќаме со патарини, кинезите ќе збираат пари од патарини, а ние ќе осиромашуваме, а некој ќе ги полни джебовите и ќе се богати преку ноќ. Благодарам многу за одговорите и секако за учеството во Црвена линија. Продолжете да не следите. А ние ќе ве подсетиме да се информирате и секогаш кликате на telma.com.mk. Она што ви треба во однос на темата денес е следниот наслов: 1 километар автопат Кичево-Охрид чини 13 милиони евра. Па еве, дали сте оптимисти и дали ви се чини дека е конечно оваа пресметка, поточно датумот 31 мај 2027 година, кога треба да се заврши автопатот Кичево-Охрид. Добар ден. Да се додели Нобелова награда на Заев, нели тој проект беше него и до кога? До 2000 година. Браво господо што ги подгрижувате тие идеални идеи на Заев и на екс-секретарот, генерален секретар. Браво господо, браво, пријатно.
Благодарам. Исклучително куси, но јасни. Еве, досега можевте да слушнете почитувани многу граѓани кои што споделија и дадоа одговор во однос на тоа дали ова ќе биде и финалната сметка за автопатот Кичево-Охрид. Да ве слушнеме останатите, како ви изгледа, дали сте оптимисти дека еве најавениот датум 31 мај 2027 година ќе биде конечен како рок и реализиран автопатот Кичево-Охрид. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Може да на линијата? Да, ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. За врска со темава за автопатот. Најмногу се закасна за изведбата на автопатот кога беше СДС на власт. 7 години беа, ништо не мрдне од она. Автопатот имаше една фирма од Елбасан, од Албанија, што ја донесе Али Ахмети. Кога ги работат, ништо не работа, а парите ги делеа. Значи, огромни кражби се направија, после исклучија таа фирма сега, од кога дојде ВМРО, меѓутоа таа фирма беше криминална, како да кажам, значи, грабеж огромен се направи и затоа се закасна многу со автопатот. 7 години не се мрдна ништо. Сега ево почна нешто да работат, меѓутоа да видиме до кога ќе стаса, дали на време ќе опуштат ова што рековте до мај 27. Меѓутоа има уште многу работи што требаше да се решат, не се решија. Надвожњаци прават огромниот подмулје до Охрид, многу неколку надвожњаци кои што ги кошта многу, наместо да биде буливар, тие го направија автопат за таа делница. Немаше потреба, огромни трошкови се направија. Зошто? За да прават, не знам зошто тоа му требаше. Од подмулје до Охрид 5 километри немаше потреба влезот до Охрид да биде автопат. Требаше да се остане буливарско решение и тоа не го усвоја како решение, не го изменаа. Значи, огромни трошкови кај подмули и потоа сите тие надвожњаци до Охрид, огромно ги кошта многу. Значи, катастрофални грешки се направија, само тоа веќе се... Благодарам, подсетувам, почитувани, само внимавајте на времето кое што одбројува 90 секунди. А еве што напиша Стефан Димитров. Сите што пишавте негативни коментари, бидете сигурни дека оваа влада многу брзо напредува во градење и ќе го заврши во едно нормално време. Добар ден. Добар ден, Пина. Поздрав до вас. Поздрав до вас, сите гледачи, слушатели на Телма. Благодарам во името и на редакцијата и гледачите. Па еве, дали сте оптимист за датумот за конечно да имаме автопат Кичево-Охрид? Јас многу имам за зборување за овој автопат, затоа што го знам цел автопат и сум у местото Извор, каде што е удрен камен темелникот. Тука ни одведоа земјиште кое ни го платија кое си го плаќа по пола евро. 30 денари. Значи, а сега иде 13 милиони 1 километар. Никој не знае да каже дека овај автопат што го пуштија сега што се вози, тие 37 километри се на стариот магистрален пат. Значи, не се украдени 300 милиони. Украдени се за овај автопат пола милиарда, 500 милиони евра. Та бегалката во Будимпешта што избега, катастрофа направи со овој автопат. Трасата ја правеа на некои испитувања кои што биле направени 68 година. Значи, толку неписмени инженери со купени дипломи не може да градат автопат. Најслабиот средношколец кој го запознав кажуваше. Ке подсетам, внимавајте само на времето 90 секунди, ке му се заблагодарам на гледачот и секако вклучите се повторно и надополнете се во нови 90 секунди. Еве го историјатот на автопатот Кичево-Охрид. Камен темелникот за почеток на изградбата на 57 километри автопатот Кичево до Охрид беше поставен во 2014 година кај селото Извор. Пред малку гледачот и го спомна ова место. Првиот анекс е склучен во мај 2018 година, со кој се продолжува рокот за изградба до јуни 2021 година.
Во септември и ноември 2018 година се склучуваат два анекси со кои се пренаменуваат паричните средства од основниот договор во висина од 206 милиони евра и се вклучуваат дополнителни и непредвидени градежни работи, а цената се поскапува за 186 милиони евра. Со четвртиот анекс од 2020 година се бришат одредбите од првиот анекс на договорот, додека петиот анекс од декември 2021 година го пролонгира рокот за изградба до 21 декември 2023 година. Шестиот анекс на договорот од април 2024 година го пролонгира рокот за изградба до 31 декември 2026 година, а седмиот анекс се менуваат техничките услови. Ке се изградили автопатот Кичево-Охрид? Дали ова е финална сметка за овој автопат? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Автопатот ќе се изгради и пред време. Кога бегалецот Никола ќе ги врати парите што ги украде од жутите, од кинезите, пред време ќе се изгради. Ама кога ќе ги врати, тоа не би знал да кажа. А ова ќе не снајде и со брзата пруда према Солун, со овие апашот од Охрид. Све ќе има пари, ама ако ги вратат украдените. А бегалецот Никола највише украде. Во снимки да имаше, вие знаете. Жутите колку процента им опна. Така кажуваше на Милета? Миле рече 5%. Ој рече не знам колку е. Све ќе се вратат парите, ама Николче кој ќе врати пред време ќе се заврши. Све за све има пари. Тие украдени пари од Скопје, од автопатот, од ова брзата железница према Солун. Тие се апаши со ова апашка партија е. Ајде, бидете поздравени. Благодарам, бидете и вие поздравени. Секако останете со црвена линија и благодарност до вас за учеството. Александар Саздовски го напиша следното. Не брзајте бре луѓе, внуците уште не ни се родени. Па еве, дали сте оптимисти и дали ова ќе биде финалната сметка за автопатот Кичево-Охрид според вас? Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Па да ви кажам, слава Богу, сега се украле точно. Кој како доаѓа краде за нашите пари, што се крадат од државата, се одат надвор. Да беат и парите, ако се украдени, да беат во земјава, пак може би нешто ќе имавме некоја дозиска. Меѓутоа држава, де го бајде, каде не отидоа, гледа сите пари што ние ги даваме, ева на парите кои ги носи Аустрија, така да ние сме пребогата држава. Ние сме можеби најбогата држава на свет, затоа што вие да купувате, да давате, да увезувате од Европа, да плаќате све од надвор, значи вие појдите од сам себе, значи вие имате пари. Ако имате пари, вие како единка, како фамилија, ако увезувате, купате све од надвор, значи вие сте финансиски ситуирани. И сега за патот ќе биде, мора да биде. Гледаме дека 7 години само си се зимале пари, си се носеле, си се богателе, олигарси нови колку сакате, само све нови стопанственици ликтуваат кај нас држава. Меѓутоа, сега, како што гледаме, значи, јас сум оптимиста за сега дека патот ќе биде. Значи, и редно време е. Меѓутоа, 7 години вие, па тој век, тие 7 години што биле изградени, било што дали да би те, тоа ќе треба веќе да се реновира. Вие 7 години нешто така да ви смитали пропаѓа, значи, не знаме, тоа никој не знае. А сега што ќе се направи секоја чест. Благодарам и за учеството и за споделеното. До сега слушавме многу гледачи, многу вклучувања, се уште не е активна анкетата. Ке ве подсетам, ако не следите на Инстаграм, сторите го тоа веднаш. А еве денес во текот на целиот ден што ве прашуваме, верувате ли на политичарите дека автопатот Кичево-Охрид конечно ќе биде завршен до мај 2027 година? Да, не кликнете, почитувани, кој е вашиот одговор. Наскоро ќе ги соопштиме секако и резултатите. Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден! Веќе е време, значи, да ги погледнеме рекламите. Како што наложив, ја имате анкетата, заследете, кликајте, а по рекламите секако следуваат и резултатите.
Почитувани на Инстаграм, секако ве прашавме, верувате ли на политичарите дека автопатот Кичево-Охрид конечно ќе биде завршен до мај 2027 година? Со да одговорија 22%, а со не 78%. Посетувам, резултатите се објавени на Инстаграм стори, за следете Црвена линија и Телма телевизија, а од понеделник секако бидете активни како и во живо, така и на социјалните медиуми. До тогаш имајте убаво попладне и секако пријатен викенд.